Левица за само 721 евро за квадрат си купила деловен простор на атрактивна локација во центарот на Скопје од 409 метри квадратни, на Адвокатската улица на само 100 метри од плоштадот Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски од собранието прашува дали Димитар Апасиев како потписник на овој купопродажен договор во име на партијата треба да одговара кривично, бидејќи купил простор за многу пониска цена од реалната. Според Мицкоски, доказ за тоа и самата проценка на градот Скопје дека просторот вреди многу повеќе. За какво кривично дело ова е, професоре? Сега ќе ви кажам зошто е кривично дело тоа такво. Затоа што градот Скопје ви пресметал, според нив, дека ова кривично дело, кое што сега јас го зборувам, е еднакво на цена квадрат од 1150 евра, па сте платиле данок во вредност од 739.285 денари. Мицкоски ги повика надлежните да се позанимаваат со овој случај и да проверат евентуална кривична одговорност кај политичката партија Левица. Но јас ја користам оваа прилика да се обратам до органите и до министерот за внатрешни работи и до финансиската полиција и до сите останати да проверат како политичката партија Левица да проверат дали има основа за кривично дело. Така што го купила овој простор по цена од 721 евро за метар квадратен, простор кој што вреди најмалку 3 пати повеќе од тоа што политичката партија Левица го купила. Од собраниската говорница, првиот човек на Левица, Димитар Апасиев, потврди дека на оваа атрактивна локација бил купен просторот, но се правдаше зошто цената била пониска од она која што е во моментов на локалите во центарот на Скопје. Ние купивме подрумски простории со приземје. Ете, тоа купивме. За тоа е таа цена. Уште утре да ми поднесете кривична пријава, исто како што јас следната недела ќе ви поднесам за кривично дело по пречување на правдата и за стек на кривични дела оддавање службена тајна. Уште утре да ми поднесете. Мицкоски порача дека оваа купопродажба со која треба да се позанимаваат надлежните е преку Универзалната инвестициона банка. Потенцираше дека овој субјект имал заедничко со трговскиот центар Соравија. Премиерот кажа дека Андреа Бунески е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот, па според него се поставува прашањето дали Левица се заинтересирани и за Соравија.